Централно издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер. Со настаните забележани за овој ден, 13 февруари, започнуваме веднаш по кратката најава. Осомничените за Титаник остануваат на слобода. Рано утринава судиите на претходна постапка ги напишаа решенијата со кои ги ослободуваат од притвор. И во Виница голем интерес за проектот Купи куќа, купи стан. 3 парцели за типски населби нуди општина Виница. Утре возарите ќе ги закројат лозјата во чест на Свети Трифун, нивниот заштитник, а влюбените ќе го одбележат Свети Валентин. Осомничените за Титаник остануваат на слобода. Рано утринава судиите на претходна постапка ги напишаа решенијата со кои ги ослободуваат од притвор поради неосновано барање на специјалното јавно обвинителство. Прв од основниот суд Скопје 1, каде што цел ден беше на распит, излезе градоначалникот на Пустец Едмон Темелко, а по само половина час и поранешниот министер за транспорт и врски Милијана Киески. Специјалното јавно обвинителство најави жалба против ваквата одлука на судот. Кривичниот суд ги отфрли барањата на специјалното обвинителство за притвор на осомничените за Титаник, сметајќи дека ваквото барање е неосновано. Катица Јанева и Спасовски без судска наредба одлучиле да го приведат Едмон Темелко. Во однос на лицето ЕТ се одбива предлогот за притвор и му се определува превентивна мерка, јавување во судот во Ресен еднаш неделно, водејќи сметка да не се преминува потешка мерка за обезбедување ако истата може да се постигне со друга мерка, дотолку повеќе на видливата здравствена состојба на лицето. Во однос на другите 3 лица, одлуката на судија на претходна постапка е дека предлогот се одбива. Причините за оваа одлука се наведени во образложението за кое е дозволена рок за жалба во рок од 24 часа и со оглед на тоа дека не се правосилни, не може дополнително се коментира, а кога ќе бидат правосилни, ќе бидат објавени од страната на судот, на веб страната на судот и ќе бидат јавно достапни за сите. Предметот дефиниран како прилично слаб и основан на сомнителни искази на 4 лица е причината која по детална анализа судот Скопје 1 утринава ја донесе одлуката дека не постои основа да биде изречен притвор за 8 лица, против кои се поднесени кривични пријави, но и за кои не постоело логично образложение. Специјалното јавно обвинителство преку социјалната мрежа Facebook најави жалби против ваквата одлука на судот, објавувајќи го следното напишано: Кривичниот суд во Скопје за сега пропушти да се запише во историјата на Република Македонија. Следуваат жалби. Единствениот македонски градоначалник во Албанија, Едмон Темелко, заедно со македонците кои живеат во општина Пустец, го изразија незадоволството од обвинението на специјалното јавно обвинителство и приведувањето без прикажување налог. И овие македонци имаат законско право за остварување на својот глас. Голем авторитет и почит ужива Едмон Темелко помеѓу своите сограѓани македонци во Пустец. Поради своите заложби и остварувања, Темелков е представен како браната на македонштината во Албанија, кој за прв пат ги реализира правата на македонците. Ова е антимакедонско дело насочено против сите македонци во Албанија. Вака македонците во општина Пустец го оценија немилосрдниот настан при кој беше уапсен единствениот македонски градоначалник во Албанија Едмон Темелко. Тој е еден од основачите и моментален председател на македонската организација Преспа во Албанија, организација која има најтесна соработка со Светскиот македонски конгрес, Омо Илинден Пирин, Виножито и други организации ширум светот што ги застапуваат македонските интереси во диаспората. Истовремено Едмонд е првиот градоначалник македонец во Албанија, кандидиран од македонска партија која ги застапува и се бори за македонските интереси во оваа држава. И покрај неприкажаниот налог за приведување, Едмон Темелко вчера беше приведен од неговиот дом во Ресен, а веќе денес кривичниот суд го ослободи Темелко од притвор, објаснувајќи дека нема основ за одредување мерка притвор. Јанева и Спасовски без судска наредба одлучиле да го приведат Едмон Темелко. Јас лично и сите македонци овде во Албанија остро ги осудувам овие измислици од специјалното јавно обвинителство дека сме вклучени во некаква си изборичка измама во Република Македонија, бидејќи тука во општина Пустец живее 100% македонско население. Сите по закон имат
двојно државјанство, освен албанско македонско државјанство, и сите имаат истекнато сите права како секој македонски државјанин. Мал дел од нив имаат и лични карти. Со тоа се дава можност и за право на глас, и секој слободно води гласа, не значи ако е жител на по потекло од општина од Пустец да нема право на глас. Вината за некакви си неспособности во Република Македонија од одредени политички субјект сака да фрли на мал дел на македонците од Пустец. Со тоа прават голема штета не само врз Едмон Темелков како личност, туку врз сите македонци во Албанија и врз сите македонци во соседството. Голем авторитет и почит ужива Едмон Темелко помеѓу своите сограѓани македонци во Пустец. Во моментот Едмон извршува трет мандат, а зад себе има многу успеси за унапредување на правата на македонците и македонските интереси во Албанија. Ние го сметаме ова како едно антимакедонско дело. Ние опатуваме апел до сите институции во Република Македонија. Гледам дека повеќе од 2 години се води една хајка против македонците во Република Албанија, да ги остават намира македонците во Република Албанија. Ние не очекуваме од нашата матична држава да имаме вакви случаи како што беше приведувањето на градоначалникот Едмон Темелков, туку очекуваме помош да не поддржат во нашите барања за унапредување на правата на македонците во Република Албанија, а не да имаме пречки како што беше вчерашното стравно приведување, викање на разговори и на крајот правдата победи. Поддршката за Темелко значи кривање на глас против синката која се фрла на македонците во Албанија. Правото на глас неспорно е право и на овие македонци, а политичкиот заговор против ова не може да оспори вистината и законското право. Нагласуваат македонците во Пустец. И сакам да му докажам на господин Заев и на други од СДС, значи ние сме македонци и не сме против македонците во Македонија, туку сме против некои што не знаат што прават, значи заради париве ги го поништуват еден народ, значи негов народ го поништуват и го нарекуваат албанциве, не македонците. Оно што сме ние македонци, значи го знае цел свет и не може да го мени некој. И не треба некој нас да не нарекува албанци, како што викат некој од СДС, што се поресен, по Битола, по нигде. И плюс другото седе, значи ние си имаме правата наши, како секој граѓанин во секоја држава што си има државјанство во Америка, во Канада, значи истото го имаме и ние. И кој е тој што ќе ни докаже нас, значи ние немаме право на гласање. Кој сме ние? Еден човек што не може да го постигне оно со работа, сака да го постигне со лага. Груевски е еден што го постигва само со работа и никој друг. И Едмон Темелко кај нас, друг нема, тој има. Едмон Темелко несомнено е браната на македонштината во Албанија, кој за прв пат ги реализира правата на македонците. Изградба на нова современа гимнастичка сала по сите светски стандарди во рамките на спортскиот центар Борис Трајковски, најави денес председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, кој промовираше 7 мерки за младите како одговор на довербата на граѓаните. Студентите со просек над 8,5 кои досега беа во приватната квота на финансирање, од септември следната година ќе добијат нови поволности. За дури 50% ќе им се намали партиципацијата, што значи дека доколку досега плаќаат 400, со новите мерки ќе бидат префрлени во државна квота и ќе плаќаат само 200 евра. Од 2017 година со еден клик им се поедностави процедурата за пријавување, заверка на испитите, а ќе бидат наменети и административните бариери. Ќе бидат организирани сајми за иновации, кои ќе бидат одлична можност за промоција на талентираните ученици, а најдобрите проекти од нив ќе добијат и финансиска поддршка. Совет на млади на општина Штип, како прв совет кој е формиран во Република Македонија, денес имаше чест да ги покани останатите совети на млади од Македонија. Целта на проектот е заедничко креирање на план, програма и други клучни точки кои ќе можат заеднички да ги реализираат. Совет на млади на општина Штип, како прв совет кој е формиран во Република Македонија, денес имаше чест да ги покани останатите совети на млади од Македонија.
Целта на проектот е заедничко креирање на план програма и други клучни точки кои ќе можат заеднички да ги реализираат. Сметаме дека преку заедничка помош и заедничка координација ќе можеме да действуваме не само на локално ниво и на државно ниво, па така овој прв состанок има за цел да се координираме, да направиме план кој што ќе биде доставен до самите општини и градоначелниците на општините, потоа ќе биде доставени и до државните институции. Се надеваме дека во идење на ваквите населени ќе бидат само пример за вклучување и на останатите соите во Република Македонија и се надевам дека со нивна помош и со помош на институциите ќе добиеме проекти за работа, бидејќи нашите амбиции не се само да останат на државно ниво и на локално ниво, туку да се мрежиме со ваквите младински организации во целиот регион. Општина Штип оваа година аплицираше на 3 проекти. Аплицираше на 3 проекти преку Erasmus Plus програмата и се надеваме на позитивен исход од нашата работа и нашата апликација. Паралелно очекуваме гости од Шпанија, од Финска да дојдат и во нашата општина. Станува збор за младински проекти. Пред си самата програма е наменета за млади, мотивирање на младите. Проектот кој што аплициравме е Младите и здравиот живот, со цел да се потигнат здравиот начин на живот и активностите кои што се поврзани пред се со младите. Дел од нив проектите кои што ќе бидеме и партнери се за културни разлики, културни изближувања. Едниот проект е Обединените во Европа, каде што представници на 12 европски земји ќе учествуваат на тој проект. Останатите општини од Македонија кои одговорија на поканата на Советот на младиот Штип, најчесто во нивните младенски совети и организации акцент ставаат на обуки и панел дискусии како младите подобро да се информираат. Мислиме дека недостатокот кај нашата младина е неинформираноста. Нашата цел за тоа што сме тука денес, доаѓаме со конкретни планови како ние како заедничка група, односно како збир од повеќе совети од Република Македонија ќе допринесеме не само на пример јас да гледам се општина Кисела Вода, туку како ќе делуваме подобро и заеднички на ниво на цела Македонија, затоа што Советот на млади, да, нашиот број 5 луѓе, меѓутоа општина Кисела Вода е многу бројна. Советот на младиот Штип минатата недела беше иницијатор и организираше настан за рекреативни патеки. Станува збор за проект каде младите направија цела стратегија, каде што можат да бидат изградени тие велосипедски патеки, пред се за рекреирање на младите и поставување на спортски реквизити. И во Виница голем интерес за проектот Купи куќа, купи стан. 3 парцели за типски населби нуди општина Виница, од кои дел се урбанизирани, а за дел урбанизација ќе ја спроведува Министерството за транспорт и врски. Општина Виница до Министерството за транспорт и врски достави 3 локации како предлог за типски населби, од кои дел се опфатени во урбанистичкиот план на општината, а дел не. Салиова ливада, Падарница и Блажева падина се местата кои според градоначалникот Дончев можат да понудат дури 180 парцели за продажба. Општина Виница ќе понуди 3 локации со вкупна површина од 8,3 хектари. Новие површини потенцијално би можеле да се обележат околу од 150 до 180 парцели. Значи, овие 3 парцели се првата на место викано Салиова ливада со опфат од 3,7 хектари, тоа е во низинскиот дел на општината, и имаме 2 локации кои што се во ридскиот дел на градот Виница. Едната парцела се наоѓа веќе во Гупот и веќе урбанизирана и со површина од 2,2 хектари, а последната е на границата помеѓу генералните урбанистички плани надвор, значи е поделено и е со вкупна површина од 2,4 хектари. Како што реков, ќе се парциализираат и ќе понудиме некаде околу 180 парцели на овие места, каде што заинтересираните ќе можат да учествуваат на продажбата на овие парцели. Локациите понатаму треба да ги одобри Министерството за транспорт и врски, затоа што државата ќе ја финансира урбанизацијата на понудените места, како изградбата на пат, водовод и канализација, а општината е должна да ги понуди на продажба по цена од евро за метар квадратен. Според проекцијата на надлежните институции, сите процедури треба се комплетират во втората половина од годинава, а со тоа да почне изградбата во типските населби. Дополнително, државата за граѓаните обезбеди бесплатни проекти за куќи што представува дополнителна заштеда, а понудени се типски куќи со различна квадратура. Во Виница интересот за проектот Купи куќа за млади е изненадувачки. Во канцеларијата на управата за имотно-правни работи досега информација побарале 100 млади лица. Понудени се 2 опции: субвенционирана рата и субвенционирано учество. Преку првиот модел, за кој постои многу поголем интерес во градот, финансиската подршка од државата изнесува 11 години.
8 години се покриваат 80% од трошоците, во следните 3 половина од трошоците, односно главница и камата, за кредит до 50.000 евра. Нешто послаб е интересот за вториот модел субвенција на учество. Инаку, кредитот треба да се земе на период од најмалку 20 години со можност за отплата по 12-та година. Додека трае државната помош, куќата не смее да се оттуѓува, а услов е лицето да нема подигнато друг стамбен кредит. Услов е и апликантот да биде на возраст до 35 или со наполнети 35 години. Штипската населба Баби годината ја заврши успешно со реализација на голем број од предвидените инфраструктурни проекти. На овој начин во голема мера се подобри условите за живот на жителите од населбата. Оваа година еден од најприоритетните проекти е изградбата на зелен пазар. Во најголемата штипска населба Баби минатата година беа реализирани голем број на инфраструктурни проекти со кои се подобри условите за живот на жителите. Беше асфалтирана една од најголемите и најфреквентните улици во населбата Лески. Отворен беше нов пензионерски клуб, обновена беше фасадата и оградата на училиштето, поставено беше улично осветлување меѓу оваа и соседната населба Дузлак. И оваа година ќе се продолжи со истата динамика и реализација на проекти кои ќе им го олеснат секојдневното функционирање на жителите. Ќе почнеме со изградба на салата обеќена од страна на владата Славејко Арсов, улици неколку едно 15-20 улици во урбаната заедница, ќе биде поставена урбана опрема, клупи, детски игралишта и така. Глобално се однесува од инфраструктурата, значи изградба на улици. Имаме доста коловози дека треба да се поправа, значи целосна санација на одредени улици, споредни улици кои исто така треба да се направат, кои беа од некои давнешни времиња. Дел од нив се направени, останаа уште мал дел. Но актуелен проблем кој со години им тежи на 10.000 жители е потребата од зелен пазар, од каде што ќе може да се снабдат со потребните земјоделски производи. Еден од поголемите приоритети во урбаната заедница е поставување на зелен пазар. Значи поголем зелен пазар кој ќе ги задоволи потребите на урбаната заедница. Веќе сме во разговори со локалната самоуправа, мислам дека ќе се стојат на зборот и оваа година ќе имаме и зелен пазар во урбаната заедница. Сакаме за пазар, сакаме. Поблизу тука. Проектот се направи уште сега и тај пазар само тај да си биде пазар, не тука на секој ќош има такви зелени пазари. Исто така жителите на населбата Баби наскоро ќе имаат и нов православен храм. Изградбата на црквата Свети Кирил и Методи е во завршна фаза, а нејзината изградба во најголем дел е од донации на овдешните жители. Денес во гимназијата во Делчево се одржа 39-тиот регионален надпревар по математика кој го организира Сојузот на математичари од Скопје. Учествуваа 120 средношколци од источниот регион. Делчево денес беше домаќин на 39-тиот регионален надпревар по математика. Математичките вештини денес во средното општинско училиште Методи Митевски Брицо ги измерија 120 средношколци, најдобрите ученици од општинските надпревари од Штип, Струмица, Радовиш, Виница, Делчево, Берово и Кочани. Надпреварот го организира Сојузот на математичари на Република Македонија во 6 региони низ државата. Денеска нашето училиште, средното општинско училиште Методи Митевски Брицо е домаќин на 39-тиот регионален надпревар по математика и ние сме навистина горди на тоа што еве и после 15 години нашето училиште повторно се јавува како организатор на еден таков надпревар. Присутни се ученици од целиот источен регион, од Струмица, Радовиш, Штип, Кочани, Берово, Делчево, Пехчево, Виница и има некаде околу 120 ученици кои што ќе го покажат своето знаење. Организаторот на надпреварот е Сојуз на математичари на Македонија. Ние сме представници овде како да помогнеме во организацијата надпреварот да потече во најдобар ред. Колку ученици има? Има пријавено 116 ученици, тоа се сите добри ученици. Се надевам дека и резултатите исто така ќе бидат добри, дека се ќе протече во најдобар ред, дека на крај учениците ќе бидат најзадоволни од тоа што се. На државно ниво, значи ова е на некој начин како квалификации за кој ќе оди на државно на такмичење на државен надпревар по математика. Обично од овој регион доста добри надпревари ќе излегуваат.
Рангирањето за понатаму, колку средношколци ќе влезат во потесниот круг за учество на државниот надпревар, ќе зависи од резултатите на државно ниво. Но праксата од минатите години покажала дека на државно ниво се пласираат ученици кои според бодовната состојба ги имаат освоено првите, вторите и третите места. Утре лозарите ќе ги закројат лозијата во чест на Свети Трифун, нивниот заштитник, а влюбените ќе одбележат Свети Валентин. Утре православните христијани ќе го прослават Свети Трифун, празникот на виното, а католиците Свети Валентин, заштитникот на влюбените. Од залюбените се прави, морам да потенцирам, комерцијалност, профитирање, а профитират цвеќарниците, продавниците, рестораните, туристички агенции, а од незалюбените пак нокните клубови и дисконтите на пијалуци. Како гледаме, и двете страни на крајот имаат ова заедничко, а што се случува, влегуваат во греф. 14 февруари за некого е Свети Трифун, а за некого ден на влюбените. Но, како и да е, сепак е добар повод со вашиот партнер или партнерка да заминете на некое патување, кратко или подолго во зависност од вашите можности. По повод празникот Свети Валентин и Свети Трифун има интерес, но не толку голем како за останатите празници, така да неколку групи отидоа замина за Прага, Будимпешта и одредени наши сограѓани отидоа за Банско. Поблиските дестинации се, како што реков, Банско, а инаку подалечни европски дестинации, Прага и Будимпешта заминаа. Колку е, има ли доволно интерес, да речеме, за да се исполни една тура? Да, за една тура да се исполни треба минимум 40 патника, така да со групирање на повеќе туристички агенции правиме по една група за вакви по-незабележителни празници, иако голем христијански празник е Свети Трифун. Екипата на Канал Плюс ги праша и младите на кој начин ги прославуваат овие два празника, но не сакаат да зборуваат пред камера. Срамежливо позади камера ни наговестија дека најчесто со разменување подароци, цвеќиња за понежниот пол или пак патување до некое место е начинот на кој го одбележуваат 14 февруари. Отворена изложбата Карпин од 2015 во Домот на културата во Виница. На отворањето присуствуваше и уметничкиот раководител на колонијата Мирослав Величковски, кој зборуваше за значењето на колонијата и учеството на ликовни уметници од странства. Скоро 4 или 5 години назад со дел од ликовната колонија Карпино. Инаку 2016 година што се однесува до активноста на Домот на култура, значи ја следиме програма која е веќе зацртана и она што е одобрено од Министерството за култура. Се радуваме што фестивалот in Виница веројатно да се влеземе во главната програма на фестивали поддржана од Министерството за култура во Република Македонија. Инаку останатите активности имаме одредени традиционални кои се случуваат во одредени месеци. Летниот период исто така ќе биде повеќе пополнет со културни настани, особено месец јули. Инаку после овој изложба следува концерт на класична музика во последната недела од месец февруари. Тука ќе бидат изложени некаде околу 24 слики. Најголем дел тоа се акрил на платно, ама има и масло на платно, има и некои комбинирани техники. И оваа година, значи, ова 13-та меѓународна ликовна колонија се одржа во ресторан Грација, а ја го посетија, значи, уметниците манастирскиот комплекс. Еден ден се дружевме тамо и оставија на вистина околу 30 дела, овде тренутно околу 24 се изложени. Имавме уметници, значи, од Србија, од Република Бугарија, имавме од Украина, од Босна и Херцеговина и се разбира од Македонија, значи нашите кумановци. 8 дена твореа, се дружеа, забавуваја.
Министерот за надворешни работи на Австрија Себастиан Курц оцени синоќа дека поради одлуката на другите држави да го ограничат прифаќањето бегалци, ќе се смени позицијата на Грција, за која рече дека досега била многу удобна. Во дневникот на австриската државна телевизија ОРФ по завршувањето на еднонеделната балканска турнеја, Курц рече дека европската политика кон бегалци мора да се откаже од неограничено прифаќање и наместо тоа да се заложи за пружење повеќе помош на самото место. Грција во моментов е во многу удобна ситуација, бидејќи речиси ниту еден бегалец не се задржува во таа земја подолго од 24 часа. Ако таа ситуација се смени, Атина одеднаш би била подготвена да ја прифати понудата од Европската унија, убеден е Курц. Грчките земјоделци за денеска најавија нов протест по синоќашниот масовен собир во Атина против владините планови за реформи во социјалната заштита, пензиското осигурување и одданучувањето. Сакаме да се најде решение, да се вратиме кај својата земја и да продолжиме да произведуваме, а не да се расправаме за увоз земјоделско производство. Инаку нашата земја нема да преживее, не се бориме само за себе, рече фармерот Мелитес. Протестите почнаа уште утрото и брзо ескалира во судири со полицијата. Полицијата соопшти дека на синоќашните протести учествувале околу 10.000 луѓе. Демонстрантите се обидоа да влезат во земјоделското министерство. Силите на редот одговорија со солзавец. Претходно премиерот Алексис Ципрас ги предложи познатите амандмани на пензиската реформа. Лозарите одбија пензискиот и даночната реформа со услов кој Грција треба да ги исполни за да добие меѓународна финансиска помош. Конечно се сретнавме, ние сме браќа, изјави папата. Оваа средба очигледно е Божјата волја. Папата Францис и патриархот Кирил заедно повикаа на обединување на верниците, итни мерки за заштита на христијаните во Блискиот Исток и зачувување на христијанската припадност на Европа. Така гласи заедничка декларација по историската средба на аеродромот Хозе Мартин крај кубанската престолнина Хавана. Ова се првите директни разговори меѓу главите на римокатоличката и руската православна црква при речиси 1000 години раскол, нарекуван уште големиот раскол меѓу западното и источното христијанство. Верските лидери се обединија околу светот дека меѓународната заедница треба да преземе заеднички координирана акција против тероризмот. Во Сирија и Ирак насилството веќе ги чинија 1000 животи и остави милион луѓе без дом и без ресурси. Главите на двете најголеми гранки на христијанството сепак не пропуштаат да го заштитат како основен цивилизацијски белег на Европа. Како остануваме отворени за придонесот на други религии кон цивилизацијата, нашето заедничко верување дека Европа треба да стане верна на христијанските корени, пишуваат Фрањо и Кирил, кои исто така заедно се загрижени од зголемениот секуларизам во политиката. Според пишувањето на Марса, Месут Озил планира да го напушти Лондон по крајот на сезоната, а каталонците веќе го пријавиле својот интерес. Тој е најдобриот играч на Арсенал, па клубот на Емирати стадионот започна преговори за продолжување на соработката. Според денешното издание на Марса, Месут Озил нема намера да стави подпис за нов договор и веќе ги известил тупџиите за оваа одлука. Весникот вели дека причината за ваквиот потек на германецот е тоа што Арсенал не станува голем тим кој може да се бори за титулата во Лигата на шампионите. Марса појаснува дека Арсенал на Озил во 2013 година му ветил дека ќе биде изграден тим способен да се бори за сите титули, но плеймейкерот сега верува дека топџиите не останале достојни на зборот. По овие содржини ве оставам со програмата која следи на Канал Плюс телевизија и ви посакувам пријатна вечер.